No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Продавате повтор на каналот Bit Teacher Crypto. Иако пазарите се уште се во странична консолидација, денеска ќе направиме еден апдейт. Ќе ги погледаме сите графикони, а пред тоа ќе споделиме некои вести да видиме што се случува, бидејќи наскоро треба да се проведе и тој дневен циклус и да видиме каде ќе не однесе тој дневен циклус, дали ќе добиеме можеби повторно движење нагоре односно повторно добиеме движење надолу и таму кон крајот на летото можеби да го добиеме тоа дно што го посакуваме. Како и да е, а ние започнуваме со првата вест за денеска, а тоа е Трамп каде што ни најавува дека ќе имаме некои екстремни потези од негова страна и тоа за 2 до 3 недели, а токму тогаш и треба да се формира нашиот дневен циклус, односно конкретно би требало да го добиеме на 7 април и да видиме што ќе се случува од тој ден натаму. Секој може да добиеме кон крајот на април повторно добиеме уште едно движење надолу, затоа што циклусите ни го покажуваат тоа. Така да, тоа се ќе го представиме на графиконите. Подоцна, следниот графикон на кој што би сакале да обрнеме внимание е овој графикон, односно да ги споредиме овие дна тука. Гледате, и дното не може да се формира само одеднаш. Прво имаме поголем пат тука, кој што подоцна има консолидација, финално ликвидирање на позициите и подоцна погледнете. Овој индикатор, односно MACD, почнува да расте нагоре. Верувам дека и тоа би го добиле тука, односно оно што ни треба моментално е уште малку време да поминеме во странично движење, односно можеби да добиеме уште еден пат и подоцна странично движење, финално ликвидирање на позициите тука и да завршиме некако вака. Секоја немојте да ја гледате цената, ова е само произволно цртање со кое што ги даваме сценаријата кои што се можни. Доколку продолжиме понатаму, секогаш кога сме отишле во негативните бројки тука за овој индикатор, секогаш сме имале движење надолно, односно bear market за S&P 500. Моментално погледнете го тоа движење е надоле, дали ќе видиме бројки кои што ги достигнат повторно овие нивоа. Оставаме да видиме на времето, секако ги видовме првите знаци и моментално сме доста проценти во минус, а тоа ќе го погледнеме секој подоцна. И доколку малку сте ги поврзале работите, секој овие дневни вести во Америка може да бидат комедија за вас. Ајде да слушаме што ни кажува. At the end of the day, I think that if there are people in Iran who now, given everything that's happened, are willing to move in a different direction for their country, that would be great. Imagine in Iran that instead of spending their wealth, billions of dollars supporting terrorists or weapons, had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. So we are always hopeful that... И овие го кажува некој што потроши дури 900 билиони од неговиот буџет, а Иран всушност има потроши само 15. Замислете што ќе се случи со американците доколку овие пари беа пренаменети за обичниот американски граѓани. Така да, и овие се тие манипулации кои што константно се случуваат на дневно ниво и залажување на јавноста. Доколку погледнеме Фед, моментално имаме 27 дена до следниот состанок, моментално секако. Големи се шансите дека нема да имаме намалување повторно на каматните стапки и дали ова се темпира се до цикличното дно, ќе видиме, крајот ќе ни каже. Така да, ова до сега многу добро има предвидено се, ќе останеме да го гледаме во индикатор затоа што неговата ефикасност е огромна. А доколку погледаме сега за она каде што се наоѓаат ликвидациите и да видиме каде имаме можност за ликвидации и погледнете. Ликвидноста останува во горниот дел, односно до $75,000. Моментално сме ги ликвидирале овој позиции и гледаме дека моментално скоро и да немаме некоја многу битна ликвидност под овие цени, 64,000. Така да ќе видиме како ќе се движи пазарот, треба да го формираме и дневниот циклус
има шанси да се придвижиме повторно тука, но моментално не гледам причини за тоа, секако доколку има некои вести би можело да се случи тоа, но ќе ги следиме тренд линиите и подоцна ќе објасниме што како би можело да се случува со биткоин. CBB А индексот моментално на 31, имаме скоро еден месец се наоѓаме во истиот опсек тука, што значи дека дното веројатно не е пронајдено уште. Доколку преминеме на Nupl, погледнете, се уште сме во тој опсек тука од 70.000 и тој период тука е стравот, односно немаме никаква ситуација тука што би се случило моментално за оваа капитулација, а мислам дека би требало да добиеме одредена капитулација за да имаме огромна ликвидација на пазарот и откажување на мнозинството пред да се случи повторно некое големо движење. А сега ќе преминеме на графиконите и како што гледаме тука ќе ги забележиме овие тренд линии кои што и претходно ги направивме и погледнете како што се случува ова, имаме движење во надолна насока и потоа ретест и повторно сме имали тука ретест на оваа тренд линија и сме продолжиле во надолна насока. Моментално имавме странично движење, пробивање на оваа тренд линија и имаме ретест. Дали е ова она што следува во следните неколку денови, за да го формираме тој дневен циклус. Моментално поставиме повторно една тренд линија сега. Ќе го поставиме тоа тука за всушност да видиме дали тоа ќе се оствари и можно е да добиеме секој пониски цени моментално за подоцна да го направиме ова движење тука до можеби 60.000, 62 и повторно тука уште еден пат можеби за формирање на дното и да се добие ова движење кое што можеби ќе биде left translated и подоцна повторно да го уништиме тој сентимент кон крајот тука на летото, за да можеме да го формираме тоа дно каде што 90% од пазарот тука ќе се откажат и веројатно нема да знаат што се случува и то веќе да прават, затоа што сето ова моментално што се случува ниту еднашка не се случува во претходните циклуси, што значи дека ова се огромни манипулации со кои што големите играчи сакат да ги исфрлат малите луѓе за да можат повторно да имаат контрола над одредени нешта тука. Но да видиме што ќе ни покаже тој период и колку тоа ќе се оствари тука, а ние ќе преминеме на S&P 500. Погледнете ова тренд линија, би требало да формираме дневен циклус тука можеби ова е формирање на тој дневен циклус за S&P 500, бидејќи имаме огромна сеќа нагоре, но погледнете и претходно сме имали некои сеќи огромни кои што завршиле во нагоре насока, но во ниту еден случај не сме имале потврда. Тоа значи дека моментално имаме повторно таква сеќа, но едноставно немаме никаква потврда, а тоа е преминот на оваа тренд линија во нагоре насока. Индикаторите ќе ги погледнеме на неделно ниво. На неделно ниво сме црвени, што значи дека на неделно ниво се очекува уште поголемо движење надолу. Доколку погледаме на месечно ниво само што сме започнале да се движиме надолу. Доколку погледаме MACD, огромна распродажба тука. RSI исто на едни највисоките нивоа, полека почува да паѓа во овие месеци. И овој индикатор тука исто така ни укажува дека би можеле да видиме уште пониски цени за S&P 500. Доколку погледаме графиконот на DXY, ќе видиме дека имаме повторно движење нагоре, што значи дека ова може да биде и почетокот на bull маркетот за DXY. Погледнете,
колку е добра само оваа тренд линија тука, која што моментално и не е пробиена на неделно ниво. На неделно ниво, погледате, сме имале прекрстување на овие две линии и погледате што ни носи неделното ниво, ни донесе поголем DXY индекс, односно доколку погледате тоа на месечно ниво ова, погледате, делува екстремно булиш на месечно ниво, само што не се прекрстиле овие две линии, што значи дека би добиле некое поголемо движење нагоре. Доколку одзумираме, ќе можеме да видиме дека тука би можеле да добиеме некое движење, можеби до 107-8, и секоја да видиме каква ќе биде еуфоријата тука, односно каков ќе биде сентиментот тука, за да можеме да донесеме други одлуки. Сега за сега ова делува многу булиш, особено за DXY индексот. Доколку преминеме на златото, да го видиме на дневно ниво, златото моментално го формираше свој day cycle low, што значи дека чекаме вториот cycle low да се случи можеби некаде подоцна од април. Тоа исто така се поклопува со другите циклуси. Тоа би изгледало можеби некако вака, и од тука да видиме можеби поголеми движења, каде што сите мислат дека ова е врвот. А нешто што би сакал да споделиме е овој вид на графикон. Доколку го ставиме ова на месечно ниво, ќе видиме што се случувало претходно. Погледнете ги овие движења, едноставно може да биде само некое вакво движење, каде што со месеци ќе бидеме во странично движење и подоцна ќе го направиме ова, така да големи се шансите дека доколку го погледнеме ова или пак ова движење би можело да биде нешто вака и подоцна да го пронајдеме тоа движење кон крајот на годината, за подоцна да имаме уште поголеми движења доколку и монетарната политика се усогласи тука. И еве го оно движење каде што сите луѓе претпоставувале дека ова е врвот, но тоа златото не го мислело и направило уште еден врв тука, за подоцна да го направи тоа движење надолу. И доколку поставиме еден Фибоначи тука, погледа каде завршила цената? Цената завршила на 1,678, што многу го практикуваме на нашиот канал. Ќе се вратиме на дневно ниво, на другиот графикон. И погледнете, оваа тренд линија нацртана била уште од тука нека, од 12-13 март, што погледнете дека константно се одбиваме од овие тренд линии, што значи дека и претходните тренд линии многу добро даваат знаци за тоа каде што би можеле да го формираме тоа дно. Моментално повторно се одбиваме оваа тренд линија, што значи дека оваа тренд линија е многу јак отпор, и она што го очекуваме во следните неколку недели и денови би можело да се случува нешто вака, да се формира тој day cycle low без да го пробиеме ова дно тука и да добиеме уште едно движење доколку оваа ситуација на Блискиот исток ескалира уште повеќе. Ова би можело да биде едно од сценаријата. Доколку поминеме сега на нафтата, ќе видиме уште одамна ја обележавме оваа зона, моментално се враќаме на ритестот на оваа зона за манипулација на цената. Ќе видиме каде ќе заврши, доколку ставиме на ќе ставиме на неделно ниво тука, на неделно ниво погледнете. На неделно ниво сме скоро во зоната на препродаденост, но ниту еден индикатор моментално не покажува слабост на овој тренд. Погледнете, дури сме на 92, за RSI моментално сме на 86, ова се огромни движења кои што верувам дека ќе
почнат да паѓаат наскоро, но потребно е време. Оваа зона каде што би можело тука да достигне врвот, можеби ќе видиме што ќе се случува во следните неколку недели и денови. Доколку обрнеме внимание на среброто истата ситуација тука. Гледате ги овие движења, само ликвидирање тука на позиции и мамење на ритейл секторот. Моментално на неделно ниво немаме никаква потврда дека овој пат би завршил, но секако ќе треба да сочекаме за да видиме дали ќе се формираат тие дневни циклуси за подоцна да видиме како да се позиционираме на пазарот. Доколку се навратиме сега на нешто многу битно за нас, а тоа се доминациите, она што го зборуваме во претходните видеа, очекувавме враќање на оваа доминација нагоре, затоа што тренд линијата се уште е во игра, а е поставена уште од можеби декември 2025 година. И ова нема никаква намера да запре моментално. На неделно ниво сме имале некоја слабост, но сето тоа било лажно. На месечно ниво немаме никаква слабост и ова се едни од најаките индикатори што можеме да ги гледаме моментално на месечно ниво, што значи дека би очекувале поголеми движења на USDT доминацијата, а доколку тоа се случува со USDT доминацијата, да имаме пат за биткоин. Доколку се навратиме на биткоин, доминацијата полека, но сигурно почнува да опаѓа и оваа тренд линија полека почнува да пробива надолу. Ќе видиме дали ќе добиеме некоја сезона на алткоините, некоја мини сезона, ќе видиме, но моментално се уште немаме затворање под оваа тренд линија, така да погледнете каде се движи оваа свеќа, токму на оваа граница. А сега ќе видиме што прават и компаниите, односно оние лидерите на пазарот. Погледнете, ова е Magnificent 7, односно ETF, кој што ни покажува дека би можеле да добиеме некое движење нагорно на овие индекси. Моментално ова ни покажува дека би можеле да видиме некое олеснување на пазарот со можеби придвижување во нагорна насока уште неколку денови, но се уште немаме никаква потврда за тоа. Доколку погледа Microsoft, погледа тренд линија, немаме никаков пробив и едноставно цената продолжува да паѓа до уште поголеми нивоа, иако сме препродадени, и тоа е моќта на тренд линијата. Apple исто така во пат, но се држи многу подобро. Microsoft, Amazon исто така во пат моментално. Мета исто така во пат, и сите овие компании моментално се во пат, што значи дека овие се лидери на пазарот, доколку овие немаат никакви плусеви, не би можеле, барем сега за сега, да очекуваме некои поголеми движења за крипто секторот. Nvidia исто така направила некое странично движење тука овој период и моментално пробила низ ова зона, но се вратила многу брзо. Google моментално се враќа повторно, како што кажа, очекуваме во следните неколку денови да се формираат и една и можеби да има некој леснување на пазарот и поголеми некои движења, а подоцна ќе видиме што всушност ќе правиме. Доколку ги погледнеме кратко овие алткоини, ќе можеме да забележиме дека имаме само падови, кои што секако, доколку очекуваме пад за биткоин, би очекувале пад за овие алткоини. Моментално немаме никакви знаци за поравување на биткоин, така да ќе почекаме уште неколку денови да видиме што ќе се случува, но ова делува многу ицепувачко.
И токму тоа го сакаат овие елити кои што моментално ги контролираат овие пазари и компании и целата економија која што е базирана на овие работи, бидејќи без овие манипулации едноставно тие не можат да прават профит, доколку и сами знаете дека луѓето едноставно немаат време да научат многу за работите, навлегуваат во пазарот, подоцна излегуваат без ништо и тоа излегуваат на после 5-6 месеци од пазарот, затоа што едноставно на долг рок ова е многу по добра игра отколку на краток период, но многумина не го разбираат тоа и не знаат што да прават на пазарот доколку цените почнат нагло да паѓаат. Едноставно ние сме тука за тоа, за да можеме да ги информираме луѓето и да немаме никаква паника на пазарот. Голем дел од овие падови всушност бе очекувани на овој канал и доколку сте го следеле, сигурно сте биле добро позиционирани. Моментално погледнете, немаме никаква потврда тука, така да чекаме што ќе се случи. Можеби ќе имаме некоја вест и да видиме што всушност ќе биде наративот за ова движење надоле на биткоин, доколку тоа е планот. Веќе имаме некои вести за повторни напади на Трамп, доколку тоа е точно. Подоцна луѓето ќе почнат да ни кажуваат дека Трамп повторно бил причината за падот на криптото. И тука ќе видите како всушност ова се некои симулации во кои што живееме, а ние тоа го кажавме уште тука на 7 февруар, кога го формираме ова day cycle, очекувавме дека цената можеби ќе заврши во странично движење, како што барем сега за сега е, или пак ќе пробиеме уште надолу. Не очекуваме да се случи ова, не очекуваме да се случи некое вакво движење, затоа што едноставно немаше логика да се очекува тоа. Така да моментално сме во циклус на консолидација, веројатно доколку не го пробиеме ова дно, а во наредните денови секако ќе видиме како тоа ќе се одрази на пазарот и што всушност ќе биде наративот за формирање на ова day cycle low. И отприлика тоа е тоа за денеска, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав, Бетичер Крипто и чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.